Мислам дека обвинението е доволно прецизно и детално се опишани сите действија како соизвршителски действија. И тоа и дополнително го објаснив и во завршниот збор и во одговор на решението на судот за преотварање на главната расправа. Очекувате ли судот да донесе ослободителна пресуда и дали ќе обжали? Секако ќе обжалиме. Во модерните демократски цивилизирани општества ваквиот начин на лишување на слобода е забранет и санкциониран. Судот пропушти да ги санкционира сторителите, според мене, при состојба на јасни и недвосмислени докази. По добивање на пресудата, секако дека ќе вложиме жалба на сите околности, а особено што сметам дека би била испратена една погрешна порака дека ваквиот начин на апсење е дозволен и законен. Очекувавте ли ваква пресуда и во моментот кога беше судот да реотвори представката на речено? Беше ли некако јасно дека може да кине ослободителна пресуда за сега? Може да се толкува како еден вид увертира во таквиот епилог, од причини што странките немаа предлог за преотварање на главната расправа, судот само иницијативно ја преотвори, а потоа видовте и сведоци бевте дека на следните две рочишта не беа превземени никакви действија. Ќе останете на обвинение во жалбата и евентуално враќање како се? Да, сигурно. Нема да прецизирате други? Не, мислам дека е прецизно.